Добро вечер, почитувани гледачи. Проследете го последното издание на Дневникот за денес. Еве што извојуваме. Во Република Македонија денеска се одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Водостоите на реките Пчиња, Крива река и Липковка се на претпазливо ниво, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Американскиот претседател Барак Обама стави вето на предлог законот за буџетот на одбраната за финансиската 2016 година. Ракометарките на Куманово загубија на гостувањето во Суперлигата од Ѓорче Петров. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Добро вечер, тредневник на К3. Во Република Македонија денеска се одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. По овој повод, владена делегација предводена од вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, како и делегација од градот Скопје, предводена од градоначалникот Коце Трајановски, положија цвеќе пред споменикот на основачите на внатрешната македонска револуционерна организација, наспроти Собранието на Република Македонија. На 23 октомври 1893 година во куќата на Иван Хаџи Николов во Солун, Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Ботанџиев го формираа Македонскиот револуционерен комитет, од кој подоцна произлезе внатрешно македонската револуционерна организација или внатрешно македонско-одринска револуционерна организација. Организацијата се бореше за ослободување на Македонија со сопствени сили, без помош од надвор. Формирањето на ВМРО значеше почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 и Крушевската република преку Народно-ослободителната војна резултира со создавање модерна самостојна македонска држава. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово на граѓаните им го честитаат денот на македонската револуционерна борба, велат дека денот на македонската револуционерна борба е символ на стремежот на македонскиот народ за самостојна и независна држава. Претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов упати честитка по повод одбележувањето на државниот празник 23 октомври. Одбележувањето на 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, е празнување на идејата за самостојна и независна Република Македонија. Овој ден представува завет на македонските револуционери, предвесник на македонската револуционерна организација, символ на непокор, патриотизам и правда, вели Иванов. Овој ден, како што посочува Иванов, е паметник за шестемина македонски патриоти кои се здружија со визијата за слободна Македонија, со што ја втемелија и осведочија желбата за независна држава која ќе ги сплоти сите под едно знаме, во една цела земја под едно име – Република Македонија. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, на сите граѓани на републиката од свое лично име и од името на пратениците во парламентот им го честита овој голем празник. Македонскиот непокор и вековната желба за слободна Македонија се вткаени во овие 4 букви кои беа движечка сила за сите херојски подвизи. Оваа прилика мораме да се потсетиме дека Македонија е зборот кој ги водеше борците за независна Македонија и тој збор треба да не води и нас во денешните битки. Ние сме должни да го чуваме нашиот идентитет, јазик и култура, да сме обединети и да ги остваруваме нашите заеднички интереси. Вели во честитката Велјановски. Ние како граѓани на Република Македонија, како што подвлекува Велјановски, ја имаме можноста да работиме во демократска држава и заедно да се вложиме кон нејзин развој и модернизација за генерациите кои ќе следат да бидат горди на својата држава. Во Собранието на Република Македонија денеска беше врачена државната награда 23 октомври за 2015 година за остварување во областа на културата и уметноста на годинешните добитници ликовниот уметник Стефан Хаџи Николов, писателот Фејзи Бојку и на музикологот, публицист, новинар и музички критичар Костадин Костадиновски. Државната награда 23 октомври се доделува за долгогодишните остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство на Република Македонија.
Председателот на одборот за доделување на државната награда 23 октомври, академик Вера Битракова Грозданова, изјави дека оваа престижна награда представува признание со кое се вреднува придонесот на творештвото на тројцата добитници за нивната лична и за афирмација на сопствената држава. Овогодинешните добитници се ликовниот уметник Стефан Хаџи Николов, писателот Фејзи Бојку и музикологот, публицист, новинар и музички критичар Костадин Костадиновски. Од името на тројцата лауреати се обрати Костадиновски, кој видно возбуден истакна дека наградата представува заокружување на големата валоризација и верификација на нивните творечки дострели во изминатите 4-5 децении. Во образложението кон наградите се наведува дека академик Хаџи Николов им припаѓа на малкумината македонски уметници кои маесторски владеат со сликарскиот занает. Писателот Фејзи Бојку е автор на 14 дела, збирки поезија и раскази за деца и младинци, како и на 8 научни труда. Костадин Костадиновски, музиколог, публицист, новинар и музички критичар, се смета за доајен на македонската музикологија. Автор е на 5 музички публикации и творец на неколку музички фестивали, меѓу кои Фолк Фест Валандово, Интерфест, Тетовски филиграни. Неговиот потпис го носат и повеќе естрадни песни. Советниците од ВМРО-ДПМН во Советот на општина Куманово собираат потписи за преименување на плоштадот Нова Југославија во Македонија. Граѓаните на Куманово со поделени мислења за иницијативата. Еве Делоднив. Старата Југославија е минато. Како и да е, новата е на Кумановскиот плоштад. Советниците од партијата ВМРО-ДПМН во Советот на општина Куманово собираат потписи за преименување на плоштадот Нова Југославија во Македонија. Иницијативата е за граѓаните на Куманово, а тие со поделени мислења за преименување на Кумановскиот плоштад од Нова Југославија во Македонија. Што мислите за иницијативата за промена на името на плоштадот од Нова Југославија во Македонија? Може, Македонија. Секојко, доста беше Југославија, не постои она веќе. Ја мислам дека би требало. Оно што е нека се остане у индустрија, али ние сега правиме своја индустрија и би требало да се промени името. Лично не знам, нема некој посебен разлог да се смени името, доколку има можеби, но сметам дека нема. По мене не треба да се усвои и нема да се усвои. Баш во Куманово нема да се усвои. Еве зошто ви пречи преименување? Што му пречи да му остане старото име на плоштадот? Што му смета име? Не бидејќи мислам дека историјата е дел од нас. Седно како одат промените понатаму. Дека името би требало да се остане исто како што е. Значи тоа одамна е името такво и мислам дека треба да се остане како Нова Југославија. За преименување на плоштадот Советот на општината со мнозинство присутни советници ќе носи одлука при што ќе води сметка и за почитување на правилото на Бадинтеровото мнозинство. Тоа значи дека припадниците на етничките заедници, најмалку половина од присутните на седницата ќе треба да бидат за една таква одлука. Председателот на Советот на општина Куманово Максим Димитриевски вели дека советниците имаат право да предложат точка на дневен ред на која ќе се дискутира за промена на име на плоштад или улица, но смета дека градот има многу поважни проблеми. Граѓаните кои сакаат можат да се потпишат во партискиот штаб секој работен ден од 10 до 20 часот. Потписи ќе се собираат се до закажување на седница на Советот на која ќе се разгледува иницијативата. Жителите од улицата Стојан Сликар се вознемирени поради нивниот децениски проблем со канализацијата и водоводната мрежа, кој иако е побарано од страна на надлежните да се реши и понатаму останува. Жителите на улица Стојан Сликар, која се наоѓа во централното градско подрачје, има долгогодишен проблем со канализацијата и водоводната мрежа. Иако имаат побарано од надлежните институции во градот да се реши нивниот проблем, не наишле на решавање на проблемот. Со секој паднат дожд тие се соочуваат со огромно езеро во нивната улица, која им оневозможува да поминуваат и да ќе вршат своите секојдневни обврски, а истовремено и децата да одат на училиште. Баравме многу години, нели, за да дојдат да го направат каналот, решиме, поднасаме и петиција и да не спорувам други работи, воедно и за водовод. Искрено ќе ви кажам, и водовод е, главниот вод е кршен. Таму, тука, еве сега пред мојата гаража, има тука. Пред гаражата на мојот комшија исто се скрши, значи треба комплетно. Бевме во водовод, ни рекоа наводно дека сме во некој проект за да се направи, меѓутоа од тоа нема ништо.
Каде се собира сега оваа вода? Атмосферска вода од таму која доваѓа, немамо канал за атмосферска вода. А атмосферска вода не смее да се меша со канал. Тоа е така. И атмосферската вода тука се собира, кога прсна цевките таму за водовод, овој вир се направи и сега не можеме да проваѓаме. И нон-стоп си е така. Свака обилна киша, значи што падне у Куманово и што е поројна, каде мене у куќу улаза вода од кујно, од судопер искача, значи тоа е судопер каде има судови, каде има све се поплави, све е, кујна е упропастена, ламинат ми упропастен, плочке, врата, значи буквално има една вода улаза, тоа е водетина и си сме урадно акцију со џогери, со крпе, собирамо со руке, тој после смрди, не може да си сушимо, чувам деца мали, тоа е зараза, има глусци, има, значи опш хаос е после едну поројну кишу и молу за еден канал, еден водовод и барем еден чамац ако не асфалт, да можеме да проваѓамо и да идемо куде што сакамо и да живимо како свак нормален свет. Водовод има кај мене 2 пати пукна ова, викавме од водовод, извираше, тие само ќе закрпат и пошто овие стари цевки се тие салонитни цевки и не може да се санира, ќе стават, ќе направат и после за некое известно време, година, пак ќе пукне. Баравме, но ништо нема. Баравте од овие некои институции што се надлежни? Од сите бараме, од сите институции никој се викат ќе биде, вие сте во плана, до сега, овој план е како се остварне. Вода е правена 61 годину и канал. Тој е старо, тој не може да стои, да влијае више. Плюс канала се слаби цевки. Треба тој малку да се појача, не малку повише. И да се направи. Не се може овако. Ја по дрва лани у Рајко куќу све асфалтни, свугде све асфалтни и по села, а 50 метра до центар. Зашто личи овој? Жителите од улицата бараат итно решение од надлежните за нивниот децениски проблем, срамота и за градот и за жителите во 21 век да живеат со несредени улици и нерешени проблеми со канализација и водовод. Кампањата на Министерството за економија за енергетска ефикасност има за цел низ обуки и дебати со повеќе чинители да ја промовира кампањата и да понуди можности за натамошно јакнење на законската регулатива во доменот на енергетска ефикасност. За таа цел Министерството подготви брошура од која заинтересираните субјекти од јавни институции, општини и установи може да се информираат за кампањата и изворите на финансирање. Министерството за економија ја спроведува кампањата за енергетска ефикасност Наша енергија, наша сила. Целта е низ обуки и јавни дебати со представници од јавниот сектор да се оствари натамошна операционализација на законската регулатива во доменот на енергетската ефикасност и јакнење на свеста за незиното значење како ресурс. Освен обуки за софтверската алатка и за новиот образец за изработка на 3-годишни програми за енергетска ефикасност, активностите на кампањата опфаќаат и организирање на дебати во плански региони на актуелната тема за енергетска ефикасност како релевантен ресурс. Во тек е кампањата на Министерството за економија за енергетска ефикасност. Кампањата постојано се промовира, изработена е брошура, има видео материјал, односно филм кој што е достапен за јавноста. За кого е наменета оваа кампања и која е целната група? Значи, брошурата за можностите за финансирање на проекти во доменот на енергетската ефикасност е наменета за сите. Во неја се застапени околу 40 на меѓународни и билатерални фондови кои финансираат проекти во овој домен. Наменета е повеќе кратна, значи може да бидат корисници и јавните институции, општините, може и бизнис секторот, а и граѓаните. Во третиот дел обработени се банки кои даваат екокредити. Брошурата каде може да се види и материјалот за интересираните субјекти? Како дел од кампањата направен е сајт енергетска ефикасност, тоа е сајт на Министерството за економија и на него електронски се поставени брошурите и на македонски и на албански јазик.
Што треба да, еве да кажеме, јавните установи, што треба да преземат, како е објаснето, како треба да еден од советите е меѓусебно поврзување, пронаоѓање на стручна поддршка за подготовка на проекти и големо интересирање за актуелните трендови на институциите, меѓународни и домашни, кои финансираат вакви проекти. Еден од таквите кои се очекува во нашата земја од конечно да профункционира е ЕСКО. Тоа се компании кои треба да реализираат техничка помош, односно да бидат мост од проектот до реализацијата негова. Постои можности самите субјекти да дадат своји предлози за измените и дополнувањето на законот? Законот постојано се менува, а еден од предлозите во кампањата која тече по планските региони е формирање на фонд за енергетска ефикасност. За изборите за финансирање на мерките и проектите за енергетската ефикасност изработен е двојазичен водич, а за придобивките од вградување на системи за следење и управување со потрошувачката на енергија во јавните и деловните објекти и краток филм. Тие ќе бидат презентирани пред учесниците на дебатите, односно представниците на јавниот и деловниот сектор. Со кампањата се планира одржување на јавни дебати во сите 8 плански региони во државата. Од вкупно 82 препораки на граѓаните кои беа дел од форумскиот процес за донесување на општинскиот буџет за 2015 година, 45 станале дел од истиот. Прифатените предлози се реализирани во 90%. Дел се реализираат, а само неколку се пролонгирани за следната година. Одговорните најавуваат дека ваквиот форумски модел со партиципација на граѓаните ќе се применува и за донесување на следниот буџет на општината. Општина Крива Паланка во најголем дел ги испочитувала граѓанските предлози како приоритетни потреби на локалната заедница кои беа дадени во текот на форумскиот процес, порача градоначалникот Арсенчо Алексовски. Голем број од предложените проекти и програми се реализирани или се во фаза на реализација, но општината успеала да обезбеди средства во буџетот и за други значајни проекти кои имаат бенефит за пошироката заедница. Од 30 приоритетни проекти на граѓаните, општината реализирала 15. 10 се во фаза на реализација, 2 се делумно реализирани, а 3 се уште не се реализирани и се пролонгирани за следната година. Беше порачано на последната сесија од форумскиот процес, намената за отчет на градоначалникот и администрацијата за буџетот за текувната 2015. Да искажам голема благодарност и до сите оние граѓани кои дојдоа да учествуваат во да дадат своји предлози, добар дел од предлозите кои ги дадоа, како што реков, или се реализирани, или се во фаза на реализација, но сепак се гледа дека луѓето сакаат да учествуваат во сакаат да на некој начин учествуваат во развојот на сопствената општина, во развојот на градот. Самото изработка на буџетот ќе самите планираме да организираме 2 форумски сесии за кои би сакал да ги поканам граѓаните да дојдат со своји предлози, да учествуваат исто во креирањето на буџетот на општина Крива Паланка за наредната година, затоа што сепак се работи за пари кои се од граѓаните и тие имаат право да дадат своји предлози за некои проекти кои тие планираат дека се приоритет. Една покана до граѓаните ќе бидат информирани кога ќе бидат овие сесии и на основа на овие форуми што ги имавме на заедниците ние ќе си направиме нашиот општински форум. Тања Ѓоргиевска, раководител на одделението за финансиски прашања, информираше дека реализираните приходи на општината до 30 септември изнесуваат 206.515.439 денари. Од планираните расходи за годинава во висина од 406.175.960 денари, реализирани се вкупно 281.627.882 денари. Во Куманово во текот на 24 часа наврна 16 литри дожд на метар квадратен. Како што информираат синоптичарите, ќе има повремени врнежи од дожд кои ќе бидат со послаб интензитет. Водостоите на водотеците се во рамки на просекот без изразити скокови. Водостоите на реките Пчиња, Крива река и Липковка се на претпазливо ниво, информираат од управата за хидрометеоролошки работи.
Како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија во текот на последните 24 часа, на подрачјето на Куманово наврнати се 16 литри дожд на метар квадратен. Водостоите на реките Пчиња, Криварека и Липковка се на предпазливо ниво. Нивна препорака е дека треба да се внимава на водотеците во повеќе региони, меѓу кои Кумановскиот. Моменталната состојба со водостоите на водотеците од државната хидроложка мрежа е во рамки на просекот и без изразити скокови, но од добиените информации за врнежите очекуваме покачување на водостоите на сите водотеци и природни езера. Колкав ќе биде порастот на водостоите ќе зависи од интензитетот на врнежите кои паднале или ќе паднат во сливните подрачја. Поради ова препорачуваме постојано следење на состојбата со врнежите, стои во сопштенијето од ДУХМР. Што се однесува до останатиот дел од државата, најмалку дожд паднал во Виница и тоа само 8 литри на метар квадратен. Веднаш потоа следува Дебар со 9, Скопје и Берово 11, Прилип 14, Штип и Куманово 16, а најмногу наврнат воден талок има на подрачјето на Гевгелија 30 литри на метар квадратен, а нешто помалку на Маврово 26. Како што информираат синоптичарите, ќе има повремени врнежи од дожд кои ќе бидат со послаб интензитет и во текот на ноќта ќе настапи разведрување. Даночните стапки се еден од клучните елементи кои го привлекуваат вниманието на странските инвеститори кога бараат место за развој на своите компании. А Македонија со ниските даноци може да се смета за победник во овој сегмент во надпреварот меѓу државите за привлекување странски инвестиции. Според неодамна објавениот извештај на Бизнес Инсайдер, Македонија има најниска вкупна даночна стапка во светот и се најде на првото место на листата на 18 рангирани земји. Ова секако е круцијално за странските инвеститори да донесат одлука да вложат во Македонија, а со тоа да отворат нови работни места, цел кој си ја има поставено владата. Македонија останува земја со најниски даноци за разлика од поголем број земји кои поради глобалната криза го зголемија ДДВ-то или пак воведоа нови даночни оптоварувања. Во последните 9 години во земјава се направени крупни реформи за подобрување на бизнис климата, а како резултат на тоа голем број странски инвеститори од САД, Британија, Германија и Италија донесоа одлука да отпочнат бизнис во земјата. За многумина странски инвеститори Македонија е рај за инвестиции поради владините реформи кои ја направија земјава најатрактивна за инвестирање. Оние кои најмногу инвестира во Македонија во последните години се компании главно од САД, Германија, Велика Британија и од Италија. Македонија има најниски даноци во светот со вкупна ефективна даночна стапка од 7,4%. Единствена земја од 140 економии со стапка пониска од 10%, изјави на Бизнис форум во Мадрид премиерот Никола Груевски. Покрај странските и домашните компании ги користат поволностите на ниските даноци во земјава. Пакетот за малите и средни предпријатија кој што го спроведува владата содржи 11 мерки кои на фирмите им носат олеснување од стотици милиони евра годишно. Даночната стапка на Република Македонија е најниска во светот со ефективна стапка од 7,4%. Таа ја уживаат сите мали и средни предпријатија. Тоа значи дека преку ниските даноци малите и средни предпријатија добиваат стотици милиони евра годишно, вели вице-премиерот Ставрески. Подобрите устови за работа и подобрата бизнис клима ја прават Македонија најпосакувана дестинација за инвестиции во регионот. Денеска околу 10 часот и 30 минути на булеварот Октомвриска револуција, односно спроти Мај Маркет, е пронајдено безживотното тело на 79 годишната М.И. од Куманово. Старата жена скокнала од зградата во која живеела со незината ќерка на 4ти спрат. Очевидците кои слушнале само јак тресок велат дека бабата била болна и дека најверојатно тоа е причината за незиното самоубиство. Увид на лице место извршија екипи на секторот за внатрешни работи и екипа на кримтехника. Американскиот претседател Барак Обама стави вето на предлог законот за буџетот на одбраната за финансиската 2016 година. Следуваат вестите од светот. Американскиот претседател Барак Обама стави вето на предлог законот за буџетот на одбраната за финансиската 2016 година, што почнува од 1 ноември. Предлог законот со кој се предвидува 612 милијарди долари за одбраната веќе беше изгласан во Конгресот, каде се доминантни републиканците. Обама, ставајќи вето на предлог законот, истакна дека Пентагон троши непотребни средства на некои програми и изрази жалење, што предлог законот е против затворањето на затворот во Гватенамо. Тој како позитивни работи на предлог законот ги истекна финансирањето на вооружените сили и известни подобрувања во кибербезбедноста. Предлог законот ќе го вратам во Конгресот и мојата порака е многу едноставна, нека го направат како треба, посочи Обама.
Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека САД, Иран, Русија и Европа се согласуваат дека Сирија би требало да биде единствена и дека сиријците треба да изберат свој идно раководство, но дека председателот Башар ал-Асад е единствена препрека за тоа. Кери истакна дека различните сили кои се заинтересирани за решавање на содирите во Сирија се согласуваат со истото, но нешто стои на патот за да може брзо да се тргне во спроведување. Председателот на САД Барак Обама и пакистанскиот премиер Наваз Шариф ги повика афганистанските талибанци да ги обноват мировните преговори со Кабул. Двајцата државници ги повикуваат лидерите на талибанците да почнат нови директни преговори со Кабул и да работат за постигнување на договор за траен мир. Обама и Шариф ја потврдија заедничката одлучност да го потикнат мирот и стабилноста во регионот и да се спротистават на секаква форма на екстремизам и тероризам. Американскиот конгресмен Пол Рајан, кој беше републикански кандидат за подпредседател на Соединетите држави, најави дека тој би можело да биде идниот спикер на представничкиот дом, трета највисока функција во Соединетите држави. Тој изјави дека ќе го замени пензионираниот Џон Бенер, откако ќе обезбеди едногласна поддршка на републиканците поделени на тврди конзервативни и поумерени бизнис ориентирани конгресмени. Ова гласање е најавено за идната недела. Ракометарките на Куманово во рамките од редовното коло во Суперлигата доживеа неочекуван пораз на гостувањето во Скопје од Ѓорче Петров со 28-22. Што се однесува до надпреварот, екипата на Куманово се представила во слабо издание, особено во првото полувреме кога домаќинот се стекнал со недостижна предност. Без повредената Боризовска, нападот не бил на висина на задачата, а згоре на тоа домаќинот и максимално ги искористил сите слабости и заслужено ги освоил бодовите. Шанса за поправен ракометарките на Куманово ќе бараат на следниот меч на домашен терен против Металург. Ракометарите на Вардар го пречекуваат Киелце во 6-то коло од групата во Лигата на шампионите. Црвено-црните ќе се обидат повторно да се вратат на победничките патеки и да останат на лидерското место на табелата. Раул Гонзалес очекува интересен дуел, верува дека со цврста одбрана и поддршка од публиката може да се дојде до победата. Се уште сме во добра ситуација затоа што сме прво место во групата, имаме 8 бода. Сега играме многу важен надпревар за нас. Треба да играме подобро во одбраната затоа што тие имаат многу добри контри. Мора да бидеме многу агресивни затоа што го имаат најдобриот пивот во светот Хулен Агинагалде, изјави Раул Гонзалес. Ракометарите на Металург во 6-тото коло од Лигата на шампионите во недела се домаќини на романскиот првак Баја Маре, а на претходните две гостувања Металург забележа 2 минимални пораза, од кои еден и од неделниот противник. По вестите од спортот следиме временска прогноза за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за последното издание на Дневникот. Останете со програмата на К3, имајте пријатна вечер.